Не би сакал да дозволам расправата по овој амандман да отиде во друг правец, бидејќи овдека сега од претходниот дискутант се спомена дека градоначалниците, нели, со средствата од буџетот кои што ги имаат, правеле улички, нели, тротоари и така натаму. За информација на јавноста, општина Кавадарци е една од поголемите, а мислам дека и втора општина по процент на полнењето на буџетот, на државниот буџет, републичкиот буџет во државата. Така да, следствено на тоа, нас, како Кавадарци, како општина Кавадарци, не следуваат вакви средства, бидејќи останува поврзувањето на град Кавадарци со општина Неготино и, како што предложив, со излез на автопатското решение. Инаку, на општина Кавадарци, начело со менаџерскиот тим и локалната администрација, е спремна со секакви проекти, без разлика дали тие ќе аплицираат пред Светска банка, во Вардарско-плански регион или пред буџетот на Република Македонија, од каде што е добиено многу малку средства. Инаку за информација, во нашата општина е изградене не само тротоари и улички, имаме нов градски пазар, изградба на нова спортска сала во село Ваташа, комплетна реконструкција на основните училишта, нова улица Зелен пазар, грант од ТАФ за водоводната линија во село Брушани, грант од КФ банката за реконструкција на повеќе улици, како и нова водоводна мрежа, фекална и атмосферска, пета мини хидроцентрала со која што се реши и енергетската криза во град Кавадарци, покрај тоа што на 10 основни, односно на 10 јавни објекти во нашата општина имаме поставено фотоволтаици, тоест градоначалникот и советот со локалната самоуправа имаат поставено фотоволтаици, со тоа што е, нели, решена оваа енергетска криза која што ни престои. Не сакам и не се согласувам дека Кавадарци не заслужува да добие средства од буџетот во висина од 92 милиона и 400 илјади денари за овој патен правец кој што е регионален и не е во надлежност на општината, туку тоа е надлежност на државата. Благодарам.